3 од вкупно 12 гријалки кои ги обезбеди тетовска компанија денес беа донирани во семејства со социјален ризик во Тетово. Во рамки на акцијата Се грижиме за топол дом на Министерството за труд и социјална политика. Заменик министерот Ибрахим Ибрахими денес го посети домот на Дамини Мериме, која живее сама со средствата од социјална помош од 1200 денари. Во Тетово фирмата Лиел додели 12 греалки, тука едната ја даваме веќе, каде што ќе им помогне барем во овие зимскиот период кој што доаѓа. Веруваме дека нема да биде прва зимата ладна, меѓутоа сепак никогаш се знае, да барем ако не повеќе во овие студени денови доколку ги има, барем да се греат и за да не се доведеме до поголема опасност. Конкретно и со лицето каде што бевме, ќе видиме што може да ја помогне повеќе, да вклучиме во активните мерки, иако се работи за лице кој што е веќе повеќе 58 годиште, но ќе видиме што можеме да направиме за да едноставно лицето има екзистенција, не само да живее од хуманитарна помош, значи од помош на невладини организации и друго, туку да едноставно да остварува барем еден скромен приход како едноставно би преживела тековниот месец. Благодарам за свите, за министерот, за свите што си од социјалот. Заменик министерот од ресорното министерство Ибрахими смета дека фирмите треба активно да се вклучат во акцијата, да им помогнат на лицата кои се евидентирани во системот на социјална заштита. Согледуваме дека на одредена категорија на граѓани потребна им е ваква помош, значи не е само социјалната парична помош, туку помош во куќнина. Во изминатиот период имаме примерно 4096 барања, од нив се реализирани околу 1796. Во наредниот период очекуваме кај граѓаните и кај фирмите да макар уште поголема свесност за дадениот проблем, бидејќи навистина државата не може секогаш да го решава проблемот во вакви случаи, туку и општествената одговорност на фирмите е битен фактор. Впрочем, одредени фирми донираат и ние ги ослободуваме од одредени давачки, но се уште мал број на фирмите кои што ја се гледуваат општествената одговорност. Работиме на поголем број фирми да се вклучат во ваквата акција и верувам дека во наредниот период ќе имаме поголем број на вакви случаи каде што одредени фирми ќе донираат и ќе им помогнат на лицата кои што се навистина во висок социјален ризик. Акцијата Се грижиме за топол дом, која започна да се реализира минатата година, ја спроведува Министерството за труд и социјална политика во соработка со општините и Црвениот крст. Целта е намалување на ризикот од социјално исклучување на граѓаните на државата во задоволување на основните потреби од покуќнина, мебел, бела техника, електрични апарати, опрема за деца и друго.